Маж претворен во млада невеста, рака под рака со младоженец, околу нив лица под маски на мечки и страшила со рогови, мажи исцртани со јаглен, темни, непрепознатливи, поп со дрвен крст. Вака изгледале некогашните сурувари, кои се дел од обредот Сурова наспротив празникот Свети Василий Велики. Масовна практика, позната ке повозрасните, ама тешко дека денес некаде се практикува, која порано се правела со цел да се избркат нечистите сили, кои кружат кај луѓето во некрстените денови. Повозрасните штипјани преку денешната тема на имне телевизија се подсетија на стариот обред, кој ги наврати на нивното детство и на нивната младост. Имаше наша генерација многу одеме. Дека одеете? Од куќа на куќа? Од куќа на куќа наслава. Па кој што дае, ракиичка, вино, суво месо, мас, се што имаше домашно. Пеат ли се песните дека од? Да, тие коледашките. Ја имам одено, забравиш. Не можам се сетам, не можам. Али тај обичај више не се враќа таа традиција, тоа беше тога и многу интересно. А чека малку, зашо одеа луѓето од куќа? Да ги стерат и лошите сили? Па сигурно за тоа беше. Зашо? Лошиот дух да се истера, да било добро. Па повише другари кои беме делеме, кој што сака, што собереш. Месо, не секам. И тоа направите гозба после? Тоа било 65-та, јас тогава беше 5-16 години. Убаво ли беше тоа време? Нема што да се збори. И сега е убаво. Сега уште по-убаво. Старите викат, не смеале да се сретнат суровари со суровари други. Да, и тоа го знаеш. Не смеат да се сретнуват други суровари со други. Девојка родени направат се млада невеста, па мечки, мечкари тие и со збират поберија, мас, сиренце, кој што даде, собира се и вечерно време, на вечерта се направи една голема гозба, девојки, родени, постари луѓе направат и вечерат. Ако одат од куќа на куќа, пеат ли нешто? Пеат. Каква песна пеат? Па Божји песни пеат, веселярски песни. Повозрасните домаќинки кои ваквите обредни практики ги затекле од порано. Вела дека обично на сурово оделе само мажи возрастни, а домаќинките ги пречекували и им давале граф, масло, пченка, месо и се друго што ќе им се најде. Пеат песни, собират се што се. А давате ли вие нешто? Даваме како не. Месо, се, општо. Гра се собирале, се собирале. И после го утрето готват. Исто ли како едно време и сега? Не. Па и сега ја не знам дали има тука. А едно време? Имаше се. Утрето цял ден го готват. Жените си готват, мажите си продават нешто, па зимат што ни фали и така. Убаво беше. Петка беше. Инаку обредот Сурова во истокот денес за среќа е жив само во пијанечкиот крај, поточно во село Звегор, а на истиот се прикажани сите ликови, исто како во минатото потребни за да се избркат лошите сили, за сите кои што веруваат, а за другите како што се вели, секој сам судбината си ја крои.